Во недела се слави еден од најголемите христијански празници Богојавление или Водици. Во Кочани по традиција, како и претходните години, крстот ќе биде потопен во водите на Кочанска река од мостот во градскиот парк. Претходно од 8 часот во црквата Свети Великомаченик Ѓорги ќе започне свитата божествена литургија. Во недела Светата православна црква учествува споменот на еден од најголемите празници, а тоа е крштењето Христово, Водици или празникот Богојавление, еден голем и значаен празник за нас христијаните, празник кој што е навистина убав, има некои посебни практики и по традиција, како и претходните години, така и ова по служувањето на Светата божествена литургија, кој што ќе почне со почеток во 8 часот, со свечена литија низ централното градско подречје, свештенството заедно со верниот народ и кандидатите кои што ќе земат учество во чинот на потопување на Светиот крст во Кочанската река, кој што ќе се одржи кај на мостот кај градскиот парк, како што кажа силите ќе се упатат до мостот, каде што е најавено присуство на самиот чин да чиноначалство неговото високо преосвештество митрополитот Брегалнички господин Иларион и е предвидено потопувањето да биде извршено во 12 часот. По повод празникот Богојавление или Водици утре се пости, но бидејќи е сабота, дозволено е постење со масло. Според правилото кое што го налагува православната црква, е денот Водокрест, ден кога се пости, а бидејќи оваа година овој ден паѓа во сабота, според типикот пропишан православната црква е дозволено употреба на масло, значи не се пости строг пост, туку може да се употребува и масло. Во Кочани досега се пријавени над 20 верници кои ќе скокаат по Светиот крст. Во Штип крстот ќе се фрла на 2 локации, а во Карбинци на 3. Пријавувањето на верниците е до сабота, а треба да бидат полнолетни, да имаат потврда од матичен лекар дека се здрави и да бидат православни.